Точно така, веќе сме во завршна фаза на уште еден регионален пат. Станува збор за Делчево-Говак, еден многу убав пат што граѓаните го чекаат долго време. Веќе 12 километри комплетно се реконструирани. Станува збор за инвестиција од 1,3 милиони евра. Ние сме силно посветени на секаде во Републиката да изградиме инфраструктура, но она што сме го ветиле во Делчево мора да го завршиме. Остануваат уште неколку завршни работи во поставувањето на дополнителна сигнализација, но тоа ќе биде набрзо. Ние сме во самиот финиш на пуштање во употреба на овој пат, веќе граѓаните го користат. Исто така паралелно да се работат и на други инфраструктурни проекти, но овој го ветивме тука пред граѓаните и може да видиме дека комплетно е завршен. Од друга страна се работи на реконструкција на Кочани Делчево, регионален пат кој исто така е во доста оштетена состојба, веќе се работат слечиштата и согласно договорот јас очекувам и динамиката повеќе да се заврза по завршување на слечиштата. Така да се она што го имаме ветено ние во нашата програма, тоа ќе се исполни и граѓаните да го знаат тоа бидејќи работиме посветено само за нив и за вакви инфраструктурни проекти. Со изградбата на овој пат општина Делчево има шанса да го вратиме стариот сјај на планината Голак како туристичко место и ние се надеваме дека тоа што било пред многу години, Голак да биде успешно туристичко место во Македонија, полека но сигурно ќе се врати. Благодарение на владата на Република Македонија, оваа инвестиција е успешно завршена. Нашите желби, кои што беа искажени во програмата 2013 година кога се идеше на избори, се остварени, така да на нашите сограѓани им е возможен еден многу убав пат за подлесно движење до планината Голак. Јас само сакам да се заблагодарам на изведувачот кој што и пред време, значи овој пат требаше да се прави 12 месеци, изведувачот за некаде околу 9 месеци го заврши патот. Патот е значи практично завршени се 97%, како што кажа министерот, остана уште 100 метри еластична ограда, односно народ како нарекува банкина да се доврши. Така да јас се надевам дека со ова ќе помогнеме на општина Делчево за нејзиниот понатамошен развој.